Здраво дечки, во денешната епизода ќе представиме ДФСК Glory 500. Тука имам една работа која што сакам да потенцирам во емисијава, тоа е специфичноста на македонскиот пазар. Ние во Македонија знаеме да бидеме многу специфични кога станува збор за купување на ново возило. Бараме да има се од опрема, се од технологија, најсовремени, најмодерни системи, најдобро склопено возило, најдобра изработка внатре и на крај цена. Мислам, многу нормално е ние да бараме најдобар компромис, односно најдобар сооднос помеѓу опрема и цена, но на крајот на денот клучниот момент кој што пресудува за купување е цената и само цена. Не гледаме дали има добра опрема, дали е добро вклопен, дали имаме добри системи, гледаме само да има добра цена. Glory, ДФСК, тука имат направено многу добар елемент, односно имат многу реална цена. 20.900 евра чини ова возило. Ова возило има многу солидна опрема, да, одредени работи не достигаат во поглед на конкуренција, но за таа цена и не очекуваме нешто подобро. Всушност сега да видиме што е тоа што го нуди. А тоа што го нуди е интериеров, да изгледа луксузно, да изгледа убаво, да изгледа многу поразлично, односно да изгледа како некој возило кој што чини 40-50 илјади евра, односно два пати па и повеќе пати поголема вредност од тоа што се нуди Glory 500. Мислам, интериеров стварно немам што повеќе да ви кажам, самите гледате колку добро изгледа, колку е поразлично, колку не би сакал да искочам од тука. Оваа комбинација од црвена кожа со црни пластики, кои што овие црни пластики, да, не е мека пластиката, но е стварно цврсто чувството кој ќе допрете се и е квалитетно. Тука дури овие рачки се цврсти што ми изненадува. Надоле има некои пластики кои што се така со по-низок квалитет, но повторно секој ќе направиме сума сумарум, кој ќе направиме една црта, изгледа стварно многу убаво и поразлично. Сега, да, имаме 7-инчен екран кој што е помал за разлика од негови конкуренти, но ова е сосема доволно. Искрено не почувствав потреба нешто повеќе при возење, ги имам потребните информации кои што ми се потребни, односно можам да го поврзам со телефон преку Bluetooth. Тука можеме да контролираме клима, иначе тука се исто така и овие копчиња, физички копчиња од клима уредот, кој што едноставно многу лесно се функционира, се радиото нормално. Имаме паркинг камера кој што е сосема солидно, имаме убава прегледност и во принцип тука е направен компромисот за цената со опремата. Да изгледа убаво, да е поразлично, да ќе се чувствувате убаво внатре, но немаме безбедносни системи кои што ќе ги зборуваме за кратко. Немаме тука друг екран како што е веќе препознатливо кај другите модели. Имаме мал екран кој што е од црно-бела боја, но имаме доволно информации кои што можеме тука да гледаме, брзина, потрошувачка кој што е фантастична, рейндж, притисок на гуми и така натаму. Така да сега продолжувам кон практичните елементи, а тоа е голема остава за телефонот, тука USB порт, AUX порт, не знам зашто ќе ми треба AUX порт, 12 V приклучок за струја, тука имаме една остава, тука имаме една голема остава која што е вака целосно со наслонов за рака. Уј, ова се вади. Тука имаме две остави за шишење и огромна остава која што може да се покрие вака. И сега да видиме што има на така. И ова е сосема неочекувано за мене, искрено, бидејќи од надвор кога го гледам, пропорциите така му изгледат како мал кросовер кој што не би требало да има толку простор како што се нуди. Мислам, јас буквално се опуштив возачко седиште на место на нормално според моите големини и јас имам повторно доволно простор на нозета, доволно простор на главата, иако гори имаме преубав панорама покрив, мислам, тоа е вклучително нели во опремата. И јас пак се чувствам тука доста удобно, што не очекував, значи ова може да се користи како фамилиарно возило. На средниот дел нема буквално никаков тунел, односно целата површина е равна, што значи дека тројца патници да би можеле да се возат тука, иако настанов за грбот не е баш најудобен, што окей, не очекувам, ама реалноста е дека тука може да се возат деца, сосема комотно, можат повремено се возат и големи патници на долг период
не знам тоа како би се однесувало конкретно за третово место. Во поглед на останатата практичност, остава тука веројатно за телефонот 12 волтен, ова е само просторче за можност за USB веројатно да поврзете некаква си струја. Имам убави големи прозори кои што тука се во оваа опрема затемнети. Сега да го видиме багажниот простор. Glory 500 нуди 320 литри багажен капацитет, што реално, како што може да видиме според неговите пропорции, тоа се сосема очекувани, сосема доволна литража, бидејќи ако имаме потреба од нешто повеќе, тогаш треба барем и друга категорија на возило. Оваа литража, мислам, сосема доволно да се стават два големи куфери, а ако сте играле добро Тетрис, тогаш може да ставите и малце повеќе. Нормално, кога тренете оваа даска тука, за жал, нема куки за качалки, моите омилени, тоа е минус, бидејќи се апсолутно практични. Под оваа даска тука имаме големо резервно тркало, имаме сет за репарација, ми се допаја што вака може да се заглави и немате опција да подигнете на различни нивоа, но сепак товарањето и стоварањето мислам дека нема биде проблематично, бидејќи една голема широка голем широк простор за отварање. Јас тука си го најдов капчето, тоа значи дека е време за возење и пред да влезам натре ми се допаѓа овој момент каде што сите стакла се убаво врзани во една линија и му дава еден специфичен лик, еден специфичен дизајн. Сега може да продолжиме со возење. И сега кога сум зад воланот на Glory 500, мора стварно да ви признам дека едноставно интериеров е фантастичен, паѓа толку многу во очи. Имаме на приметба, тоа е бојата, ако и го има и се нуди во една неколку поинтересни изедби на боја, изгледа многу подобро тогаш, мислам подобро, повпечатливо, дури со други бандажи, ако може да се стават, ќе изгледа фантастично. Ова не е некоја страшна критика, се стварно вкусно, едноставно тоа е моја приметба која што би ја дал, бидејќи од надвор не изгледа така луксузно како што е внатре. Во поглед на перформанси, под хаубо имаме 1,5 бензински мотор со 116 конски сили, автоматски менувач. Ова е највисокото Intelligent CVT на ниво на опременост, значи се што може да понудат, се имаат ставено во овој модел. Не може ништо плюс да се додаде, бидејќи нема. Фалат безбедносни системи, односно немаме задржување во лента, немаме автоматска кочница, немаме автопилот, имаме помош при тренување на угорнина, удолнина, систем против пролизгување, но ете тие помодерни системи во моментов тука не достигаат, но тоа е, сметам, компромисот направен за добра опрема, да изгледа убаво и да има добра цена, 20.900 евра, како промотивно во периодов е сосема солидна и реална цена, ако споредиме што се другите нудат и колку е минимална разликата од некој друг, ако нуди повеќе во поглед на технологии или помалку во поглед на опрема. Така да минимална разлика во опрема, голема разлика во цена. 7 години гаранција, што е една подкрепа голема позади вас, некој да стои дека 7 години возилово ќе ви биде сигурно, што е сериозен момент. Во поглед на потрошувачка, 6,9 во моментов, 6,9 во моментов ми покажува. Ако малку повеќе внимавам, можам да го спуштам околу 6,5, 6,6, што е двете бројки сега што ги кажам се фантастична бројка, бидејќи за ваков габарит, за возило кое што не е хибрид, е многу добра бројка во поглед на перформанси. Имате сосема долни, 116 конски сили, можеби вака не звучат нешто премногу, но едноставно ако сакате да забрзате, притискате на педалата за газ. Постепено, не е толку брзо, но постепено забрзува, што пак ќе кажам, за категоријата на возило, за потребите е сосема доволно. Сепак ова е едно возило кое што ќе биде или за еден млад брачен пар, или за второ возило во фамилија, за помладата генерација. Едноставно сметам дека ова возило ги задоволува потребите за кое што е наменето. Ако барате нешто повеќе од него, тогаш треба да бараме и друга категорија, нормално. Сега имам тука една критика
бидејќи кога ќе притиснете на педалата за газ за да забрзате, што сега во моментов не можам бидејќи е гужва во град, но кога ќе притиснете на педалата за газ, се чувствува бучава. Таа бучава не е од моторот бидејќи се мачи и ако мислите дека е мал или слаб, не, моторот е сосема доволен за тежинава, но менувачот е цевете, што значи дека нема брзини, туку тоа е еден пренос, само ги крева обртаите и постепено забрзува. Тоа се случува кај многу други модели и кои што исто така се опремени со цевете менувач. Еве, сега ми се створи прилика, не знам дали имате можност да чуете, ги крева обртаите и постепено намалува, а линеарно и нормално забрзува. Таа бучавост, особено на автопат, ќе ви пречи многу повеќе отколку во градски услови, бидејќи во град и немате толку многу можности за така да пристигнувате нормално. Таа бучавост ми пречи секаде каде што има цевете, некаде помалку, некаде повеќе, зависи кој како го има унапредено системот. Тоа е критиката која што ќе ја дадам. Има електронски брзини, кои што се фейк брзини, кои што можете да менувате. Сега сум во четвртак, наводно, ќе ставам пета, шеста, да, толку, 6 брзини. Можете тука да се почувствувате малку така по да го имате тоа возачко искуство, дека и вие некако учествувате во менувањето на брзините, но цевете си е цевете. Тоа е критиката. Не можам, едноставно не можам да го поднесам тој менувач, особено на поголеми брзини. Во град, пак ќе кажам, тоа е добро, не се чувствува никакво сецкање, никакво менување, нуди добра потрошувачка. На автопат очекувате малку и повисока потрошувачка, бидејќи таков е менувачот. Во поглед на стабилност, сепак ова е еден урбан автомобил, да, има клатење, дури можеби малку повеќе од тоа што очекував, но имам добра контрола над возилото. Тоа ми се допаѓа, се клати, да, но имам добра конекција со воланот. Чувствувам каде ми се тркалата, знам како ќе изреагира, не чувствувам преголема тежина на возилото, лесно се маневрира. Едноставно имам добра контрола и нешто што друго многу ми се допаѓа што го приметив, што е многу слично пример како кај Kia Exit, што тоа видео можете да го погледнете тука. Се чувствам многу пријатно, многу комотно, широко е тука, широко е кај сувозачот. Дури имате многу голем простор каде да ги спружите нозете, прито да не пречите на патниците позади. Стварно многу пријатна возачка положба. Прегледно ми е, големи прозори, големи ретровизори, нема големи дупки, односно големи црни точки. Стварно убаво прегледно, камерата, како што кажав, сосема окей, добра резолуција, солидна резолуција, така да, но интересно возило кое што морате да го ставите во листата кога барате ново возило во овој ранг. Морате го погледнете, јас верувам дека ќе ви биде исто како и на мене во топ 3 автомобили. Нормално морате тука да направите сума сумарум, да видите дали ги сакате технологиите да ги имате, дали не ви се потребни, дали едноставно не можете да функционирате на долг период со сите системи да ве исправат. Едноставно цената тука во поглед на опремата го погодува многу македонскиот менталитет, бидејќи ако нас не пресудна цената, тогаш на оваа цена се додава и овој интериер кој што ви прави да се чувствувате секој пат поубаво и поубаво и затоа верувам дека ќе биде во топ 3. Тоа е ДФСК Glory 500, направете сабскрайб, посетете ги, пак ќе кажам, ДФСК, видете во салон што се нудат, видете ги сите наши други епизоди, направете сабскрайб, бидејќи наскоро ќе можете да погледнете многу други епизоди, да направите одлична компарација на сите возила кои што ве интересираат. Нормално, бидејќи сме најголемиот и најпопуларниот автомобилски YouTube канал во Македонија. Се гледаме. Чао!